Добре дојдовте во нашата најнова детална анализа. Значи, за оние кои сакаат да истражуваат и да откриваат нови перспективи на работи кои мислиме дека совршено ги познаваме, денеска имаме нешто навистина специјално. Да, нешто многу интересно. Материјалот кој го разгледуваме е една извонредна ретроспектива, насловена supermario.pdf и нашата мисија денес е многу јасна, но истовремено и неверојатно амбициозна. Апсолутно. Сакаме да откриеме како еден сосема обичен пикселизиран столар успеа да се трансформира во тој апсолутен, бесмртен херој кој практично самостојно спаси цела една индустрија од пропаст. Значи, ова ќе биде патување низ еволуцијата на легендарната трилогија Супер Марио, но не преку сувопарни факти, туку преку дизајнот, психологијата и гениалноста што се крие зад кодот. Токму така. И она што е клучно да се разбере уште од самиот почеток е дека ова одамна не е само приказна за развој на видеоигри. Да. Ние овде всушност анализираме раѓање на еден глобален културен феномен. Затоа што, кога се зборува за оваа франшиза, луѓето обично се фокусираат на скокањето и собирањето монети. Тоа е првата асоциација. Точно. Но вистинската магија се случувала зад сцената, во начинот на кој дизајнерите ги решавале техничките ограничувања, како се играле со очекувањата на играчите и како чекор по чекор изградиле дигитален лик кој денес е, веројатно, попрепознатлив од многу реални историски личности. Фасцинантно е кога ќе размислиш. Документот пред нас е препол со примери за тоа како хардверските лимитации всушност раѓаат врвна креативност. Добро, ајде да го разглобиме ова. Да се вратиме малку назад. Значи, одиме во 1981 година. Тоа е златното доба на аркадните машини, простории полни со чад и неонски светла, каде луѓето постојано уфрлаат монети. Класична аркадна атмосфера. Но светот тогаш се уште не го знае името Марио. Првото појавување на овој лик воопшто не било под тоа име, туку бил познат едноставно како Jumpman. И оно што секогаш ме изненадува? Не бил водоводжија. Точно, не бил водоводжија, бил столар. Значи, неговата цел во таа аркадна игра била да ја спаси Полин од огромниот мајмун Донки Конг. Гледаме тука некој херојски потенцијал, некаков инстинкт за спасување, но идентитетот е се уште многу недодефиниран, нели? Она што е фасцинантно овде е шокантниот пресврт кој следи само една година подоцна. Значи, сите го знаат Марио како ултимативниот добар момок, но во 82 година, со издавањето на Донки Конг Джуниор, се случува нешто невидено. Ама чекај, каде е Марио тука? Пази сега. Тој е всушност негативецот. И тоа не каков било негативец. Марио го држи оригиналниот Донки Конг затворен во кафес. Стои таму вооружен со камшик. Со камшик? Ова е невистина чудно да се замисли. Додека синот на мајмунот очајно се обидува да го спаси својот татко. Ова целосно ја разбива илузијата за совршениот безгрешен херој со кој сме навикнати денес. Тој е еден брилијантен потек во раниот дизајн, бидејќи покажува дека креаторите не биле врзани за еден концепт, тие експериментирале. Иконите него започнуваат својот пат во совршена конечна форма, туку се менуваат пред очите на јавноста. Чеке, значи имаме херој, па негативец со камшек, за потоа во 83 година да се случи таа вистинска револуција во идентитетот со играта Марио Брос. Тука тој конечно го добива братот Луиджи, но поважно тие ја менуваат професијата во водоводжии. Точно. Задачата им е да чистат канализацијски цевки од разни суштества. И јас секогаш мислев дека ова е чисто естетска одлука, но материјалот посочува дека имало многу подлабока техничка причина за оваа промена. Апсолутно. Промената на професијата е чист пример на правилото дека формата ја следи функцијата. Во тоа време, хардверот едноставно не дозволувал комплицирани позадини. Екранот бил црн. Претежно црн, да. За да имаат смисла непријателите кои постојано излегуваат и се враќаат на екранот, дизајнерите морале да имплементираат некаков портал. Мрежата од зелени цевки била совршеното графичко решение. А штом имате цевки низ кои излегуваат желки и ракови, епак кој работи со цевки? Водоводжии. Нормално.
Тоа е тој гениален спој, каде техничкото ограничување создава наратив кој подоцна ќе стане заштитен знак на целата индустрија. Овде станува навистина интересно. Затоа што доаѓаме до 85-та година и објавувањето на оригиналниот Супер Марио Брос. Зборуваме за периодот веднаш по големиот колапс на пазарот за видеоигри, кога многуми намислеле дека геймингот е само минлива мода. Да, индустријата била на колена. И тогаш излегува оваа игра, продава над 40 милиони копии и буквално ја спасува целата индустрија. Ова е моментот кога влегуваме во Mushroom Kingdom. Но она што ја издвојува играта од се претходно не е само спасувањето на принцес Пич од Баузер, туку како играта му дава моќ на играчот. Нема повеќе само скокање, тука е супер машрум за растење. Да. Па Fire Flower што целосно го менува начинот на кој пристапувате кон просторот, бидејќи одеднаш имате офанзивна моќ од далечина. И секако непобедливиот Стармен или Звездата и зелената One-Up Mushroom за дополнителен живот. Токму таа еволуција на механиките е клучна. Играчот не е статичен. Како што играчот напредува и станува помоќен преку тие предмети, играта мора да возврати со соодлетен предизвик. Затоа непријателите не се само различни сличички, тие бараат различни тактики. Да ги разгледаме непријателите од документот. Имаме неверојатна листа. Например, обичниот кафрен гоблин Гумба се решава со еден скок. Точно. Ама кога ќе налетате на Бази Битл, оној непријател со цврста школка. Сваќаш дека тој е целосно имун на твоите огнени топки. Да. Тоа ве принудува во дел од секундата да ја промените стратегијата од пукање во прецизно скокање. Имаме и купа трупа желките. Па Хемербро, кој фрла чекани. Лакиту, кој лебди на облак и фрла спајни с кои не смеете да ги згазите. А под вода ги имаме чип-чип рибите и оној досаден блупер лигњот. Да не ја заборавиме пирана плент во цевките, булет бил што лета право кон вас и огнената рампа подобу во замоците. Ова создава еден неверојатно динамичен екосистем. А кога сме кај екосистемот и дизајнот на замоците, има еден детал од материјалите што искрено ме остави без брови. Сите што ја играли играта знаат за оние битки со Баузер на крајот од првите 7 замоци. Знаете, го победувате, тој паѓа во лавата и излегува дека тоа бил лажен Баузер. Но изворот открива нешто што не го знаев. Тие лажни Баузери не се само некакви генерички копии. Тие се всушност маскирани обични непријатели. Ова е веројатно еден од најголемите мастер-класи во програмирање и оптимизација на меморија во историјата на видеоигрите. Треба да се има предвид дека целата игра била сместена на касета со големина од околу 40 килобајти. 40 килобајти. Тоа е помалку од една најобична текстуална порака денес. Буквално, дизајнерите немале простор да програмираат 8 различни уникатни шефови, па што направиле? Искористиле веќе постоечки код од обичните непријатели. Ако ги победите со огнени топки, наместо со секирата на мостот, ја гледате вистината. Во светот 1.4 лажниот Баузер е всушност Гумба. Неверојатно! Во 2.4 е купа трупа. Понатаму во 3.4 имаме Бази Битл, па спајни во 4.4, Лакиту во 5.4, дури и оној подводен блупер некако се нашол на мостот во 6.4. А во 7-миот свет? Тоа е озлогласениот Hammer Bro, што објаснува зошто тој лажен Баузер постојано фрла чекани кон вас. Тие само ја зеле логиката на овие непријатели и ги облекле во графиката на Баузер. Со овој трик создале илузија на епска битка и прогресија, а притоа заштедиле драгоцена меморија. Дури во последниот замок во 8.4 се сојчуваме со вистинскиот Баузер. Тоа е неверојатна снаодливост и сето тоа додека играчите мислеле дека се работи за некаква длабока приказна, а всушност било брилијантно техничко решение. А кога конечно ќе го поминете тој замок, ве пречекува Тод зад знамето со онаа легендарна реченица дека принцезата Пич е спасена, односно дека е во друг замок. Да, класика. Но играта живееше толку долго, не само поради нивоата, туку поради тајните. Сите зборуваа за оние зелени цевки со монети, облакот Лакито Cloud Coin и секако скриените Warp Zones за прескокнување светови.
Сепак, најголемиот мит кој се ширеше низ училишните дворови беше така најачениот Minus World. О, да, познатиот минус свет. Знаете, кога треба прецизно да се проврнете низ стула во зидот на крајот од светот 1-2, наместо во зоната за скокање светови, играта ве фрла во бескрајно подводно ниво, означено со -1, од кое нема излез. Како еден ваков системски пропуст стана толку голем дел од културата? Па види вака, тоа е моментот кога играта престанува да биде само софтвер и станува дигитална митологија. Во тоа време немало интернет за да се провери дали нешто е вистина или не. Пронаоѓањето на таков баг се чувствувало како играчот да открил скриена димензија која програмерите не сакале да ја видат. И тоа совршено не води кон следниот чекор во франшизата. Кога креаторите решиле намерно да си поиграат со очекувањата. Токму така, и со издржливоста на играчите. Во 86-та година во Јапонија излегува The Lost Levels. Тоа е директно продолжение на првата игра, но со диаметрално спротивна филозофија. Ако првата игра беше дизајнирана да го учи играчот преку постепено зголемување на тежината, The Lost Levels имала една единствена цел – да го казни играчот. Дува. Огромна фрустрација. Имаме нивоа каде дува невидлив силен ветер, кој целосно ја менува траекторијата на скокот. Секоја меморија на мускулите што сте ја изградиле во првиот дел, тука станува ваша слабост. Точно. Дизајнот на нивоата се потпира на меморизирање на стапици наместо на интуитивно играње. Има неверојатни тајни. Например, се појавува син Баузер на средина на нивоата надвор од замоците, што го крши златното правило за тоа каде се наоѓаат шефовите. Да. Но најапсурдниот дел е начинот на кој се отклучуваат тајните светови. Светот 9 се отклучува само ако не користите никакви кратинки низ играта. Добро, тоа некако има смисла. Ама за да се пристапи до световите А, Б, С и Д, условот е толку екстремен што денес би бил незамислив. Треба да се соберат 8 звезди на почетниот екран, а секоја звезда се добива само со целосно преминување на играта. Чекај, сакаш да кажеш дека некој требало да ја помине оваа брутално тешка игра цели 8 пати поред само за да ги види последните неколку нива? Да. И тоа во ера без можност за зачувување на прогресот? Тоа е нереална посветеност. Искрено, воопшто не ме чуди што Nintendo одлучиле дека ова е премногу екстремно за западниот пазар. Што не доведува до 88 година и она што ние глобално го знаеме како Super Mario Bros. 2. Оваа игра од секогаш ми изгледаше како некаков трескавичен сон во споредба со првата. И има добра причина за тоа. Се дока не го прочитав документот и не сватив дека тоа всушност воопшто не била Марио игра. Да, тоа е познатиот потек на рескинирање. Бидејќи јапонскиот втор дел, тој The Lost Levels, бил сметан за премногу тежок, тие зеле сосема друга игра развиена за јапонскиот пазар, наречена Доки Доки Паник. Доки Паник? Да. Го задржале целиот нејзин дизајн, механики и нивоа. И само графички ги замениле главните ликови со Марио, Луиджи, Пич и Тод. Рескинирањето е процес каде ја менувате само визуелната обвивка, но моторот и правилата на играта остануваат исти. Играта продаде 10 милиони копии. Но токму овој необичен потек е тоа што трајно го збогати универзумот. Бидејќи оваа игра не била дизајнирана со правилата на Mushroom Kingdom на ум, креаторите имале целосна слобода да воведат сосема нови концепти. Тој контраст е навистина неверојатен. Скокањето врз непријателите повеќе не ги уништува, туку сега можете да ги подигнете и да ги фрлате. Корнете зеленчуци од земјата. Да, сосема нова механика. Влегувате во магични врати кои ве носат во алтернативни димензии. И непријателите, овде првпат ги среќаваме некои од најиконичните ликови кои станаа стандард подоцна. Токму така. Ги има толку многу. Shy Guy со маската, па оној снифич што пука, високиот кактус Поки кој мора да го уништувате сегмент по сегмент, Нинджи, Бизо, Пансер, Змијата Кобрат, Твитер и Флари. И секако Фанто. О, да, маската. Онаа застрашувачка лебдечка маска, која спие се додека не го подигнете клучот, а потоа немилосрдно ве прогонува низ целото ниво. Тоа веќе не е платформско скокање, тоа е елемент на чиста паника. А шефовите се исто така уникатни.
Ја имаме Бирдо, која пука јајца, Маузер кој фрла бомби, Трајклајд, змијата со 3 глави, Фрајгај, Клогрип, ракот и финалниот шеф Уорт, огромната жаба. Стварно е како друга димензија. Ако го поврземе ова со пошироката слика, најинтересниот аспект на оваа позаимена игра е психолошкиот елемент што го воведува на крајот од секоја стаза. Наместо класично скокање на знаме, играчот сега игра на вистинска слот машина со паричките што ги собрал преку магичните врати. Тоа е чиста примена на психологијата на коцкање во видеоигра. Тоа е многу паметно. Неизвестноста, дали ќе ви се падне печурка, цвеќе или звезда, создава огромен налет на возбуда кај играчот. Дизајнерите сватиле дека наградата не смее секогаш да биде гарантирана. Ризикот и непредвидливоста се оние кои ја зголемуваат желбата за повторно играње. И покрај тоа што вториот дел беше чуден хибрид, вистинскиот врв, апсолутното уметничко ремек-дело на оваа ера, доаѓа со Супер Марио Брос 3. Излезе након крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите, оваа игра со над 17 милиони продадени копии едноставно ја редефинираше секоја можна парадигма за тоа што е платформер. Нова ера на дизајн. Точно. За прв пат не одиме само право од ниво на ниво. Имаме огромна, шарена мапа на светот. Ова дава чувство дека истражувате вистински континент со можност за бирање патеки, влегување во кучки и избегнување непријатели на самата мапа. И рулетот или айтем бокс на крајот на нивото наместо класично знаме. Транзицијата е неверојатна. Таа мапа на светот представува тектонско поместување во дизајнот, бидејќи му дава на играчот просторен контекст. Не се само изолирани нивоа. Имате пустина, леден свет, свет каде се е джиновско. А паралелно со тоа, арсеналот кој му е ставен на располагање на играчот представува квантен скок. Разновидноста на лудите нови моки значително го менува начинот на кој ги доживувате тие светови. О, да. Костумите во тројката се гениални. Имаме тануки суд, со кој не само што можете да летате, туку се претворате во камена статуа и станувате имуни на се. Многу корисно за преживување. Потоа Frog Suit, кој ги прави оние фрустрирачки подводни нивоа лесни за навигација, но ве прави исклучително тромав на суво. И секако Hammer Suit, кој ви овозможува да фрлате чекани токму како непријателите. Имаме и P-Wing за еднократно летање низ целиот свет. Овие моки целосно ја менаат вертикалноста на играта. Но како што расте мокта на играчот, така еволуираат и непријателите. Принципот на ескалација. Да. Старите познаници се враќаат, но со нови форми, како Dry Bones кој се распаѓа и повторно се составува, Boomerang Bro и Fire Bro. И новите како Twomp, Chain Chomp, кучето на Синџир, Monty Mole, Rocky Wrench, металните кучиња што фрлаат клучеви. Дозволи ми да го истакнам Бу, духот кој се крие. Бу е брилјантна механика базирана исклучиво на насоката во која е свртен ликот на играчот. Ако гледате кон него, тој се крие кога е гледан, го покрива лицето и застанува. Штом ќе му го свртите грбот, ве напаѓа. Тоа внесува динамика каде играчот мора постојано да прави микродвижења. Програмерска гениалност која создава тензија без да користи ниту еден дополнителен пиксел. Да не ги заборавиме и новите шефови и тајните. Се воведува Бум-Бум како мини-шеф од тврдините, а наместо лажни баузери ги имаме 17 Купалингс. Леви, Мортон Джуниор, Венди О, Иги, Рой, Леми и Лудвиг. И нормално финалниот Баузер. А самата игра е преполна со тајни, како музичките блокови и оние бели облаци кои водат до скриени монети. Сите овие елементи, од совршено калибрираното скокање, преку нелинеарното истражување, до психолошките трикови, поставија стандард кој се изучува дури и денес. Значи, што значи сето ова? Кога ќе ги затвориме овие страници од нашата анализа, гледаме една неверојатна траекторија. Од обичен столар во Донки Конг во 81-ва, преку негативец со камшик, до водоводжија кој ги чисти цевките. Па го видовме неговиот голем влез во Mushroom Kingdom, каде се соочува со Баузер
и како лажни баузери, направени од рециклиран код, помогнаа да се спаси цела една видеоиндустрија. Преживеавме брутални отровни печурки во The Lost Levels, фрлавме зеленчуци врески нирани од втор дел, за на крај да полетаме преку шарените мапи во Super Mario Bros. 3. Ова е бесмртен херој, кој ги дефинира видеоигрите. Да резимираме, ова не беше само играње на игра, туку создавање на трајни спомени. Аудиовизуелниот дизајн е толку прецизен, што се потребни само 3 секунди од музиката, посебно од првиот дел, за инстантно да се разбуди силна носталгија и точно да се знае од каде доаѓа звукот. И ова покренува едно важно прашање. Кое прашање? Дали фактот што најуспешниот и најпрепознатливиот спасител во историјата на поп-културата е всушност обичен работник, столар па водоводжија, а не некој митски воин, трајно го промени начинот на кој ги перцепираме хероите во модерното време? Дали дигиталната ера ни кажа дека спасителот на светот повеќе не мора да носи сјаен оклоп? Мислам дека ова ги остава сите да размислуваат подлабото. Каква неверојатна поента за крај на оваа наша детална анализа. Тоа навистина менува се. До следното истражување и следната сложувалка што ќе ја откриваме заедно, останите љубопитни.